може би една мала слика која прикажува и големата слика за односот на нашата власт и кон судството. Шпекулациите со доставување, со роковите, темпирање на ово иземање на суди која немало потреба, али целта е јасна. Тие сакат во ненадлежен суд да извесуваат некаква одлука која би ја користеле по кривичната постапка која се води во јавното обвинителство за организиран криминал против сите овие лица, заради да се амортизира мојата изјава и изјавата постапката пред Њујоршкиот окружен суд, сметајќи дека ово е некој налесен начин што ќе им помогне во таа постапка. Од тука е ова постапка, иначе самата тужба за клевета, за исказ даден во судска постапка, не е дозволена. Тоа добро го знаат и тие што тужат и полномошниците нивни, како стручни лица. Воедно и според американското законодавство, затоа што изјавата е дадена таму, според нашето национално законодавство, тоа е казниво, според член 368а од Кривичниот законник на Република Македонија, казниво влијание врз сведоци во судска постапка. Ако ова не биде отфрлено, веднаш ќе процесуираме кривична постапка против подносителите и сите што ќе учествуваат во оваа постапка. Не можете да тужете никого за навреда или клевета, за исказ даден во судска постапка. Местото им е таму, нека повелат, нека се окажат што мислат во постапките кои се водат против нив, а не во граѓанскиот суд за навреда и клевета. Е погрешиле адресата, али точно кажа адвокатот дека веројатно си прават калкулации во врска со изборите. Јас немам друго што да коментирам, мислам дека све ви е познато зошто сега го прават тоа. Иако имале доволно време, веќе вакви постапки се итни, од септември 2015 до сега да не се поведе и да не се презема действија, јасно ви е за што станува збор. Толку имам да кажам. Господин Богоевски, кога се очекува да разврска пред Њујоршкиот суд за овој случај? На 7 мај наредната година. Изгледаше практично по завет, да не... Да, јас и никој пат не сум коментирал мојата изјава. Тоа што беше објавено, тоа е одлука на Министерството за правда на Соединетите Американски држави на окружниот суд. Јас таму не сум можел да видам зошто они го објавиле и тоа е достапно на тој начин. Тоа е нивна одлука. Можете евентуално да ги тужат нив.